одлуката на ДИК за поднесување на предлог на кандидатски листи да биде потврдена со важечки личен документ со најмалку два избирачи, представува составен дел на постапката за кандидирање, што е и предмет на уредување на оспорениот правилник, и тој не представува ограничувачки услов. Она што е важно да знае и јавноста е дека Државната изборна комисија има правен основ и таа била должна да донесе таков правилник. Должноста на ДИК да го донесе тој правилник се базира не само на одредбите од изборниот законник, туку и непосредно на уставните одредби. Значи, Уставот дава сериозни гаранции за активното и пасивното избирачко право, на можноста секој да учествува во политичкиот процес. И особено е важна одлуката на Уставниот суд. Во одлуката на Уставниот суд ние дадовме едно многу сериозно толкување на политичкиот плурализам како темелна вредност на нашиот уставен поредок.